се договоривме Анđelkovski Zlate, Stojkovski Tidan и јас да направиме едно документарно филмче кое што ќе ни говори за убавините на општина Македонски Брод, по течението на реката Треска, заедно со сите оние убавини што ги дала природата и што ги создал човекот. Затоа сметам насловот барем да го формулираме и да биде во потрага токму по убавините на општина Македонски Брод. Македонски Брод се наоѓа негде на југозападниот дел од главниот град на Република Македонија, Скопје. Македонски Брод всушност представува едно централно, административно, политичко и стопанско место по долината на реката Треска и опфаќа еден прилично подолг, поголем простор што се простира по течението на реката Треска некаде од продолжение на општина Кичево, општината Пласница, па се некаде завршува со општина Самоков и Скопје. Општината Македонски Брод е заобиколена со природни убавини, а тие природни убавини се всушност планините што се наоѓаат на источниот дел, масивот Караџица, Јакупица и Даутица, заедно со највисокиот врв Солунска глава. Потоа, негде во јужниот дел е планината Бушова чешма, а додека на западниот дел се наоѓа масивот Добра вода. Не случајно е наречена Добра вода, секој оној кој што ќе помине тамо и кога ќе се напие од таа вода, стварно ќе види дека е и добра вода. Од тамо го добила и тоа име. Додека северниот дел од овој простор е заобиколен со планината Сува гора, која што веќе граничи некаде со општината Тетово и Гостивар. Ова е еден предел претежно пошумен со букова шума, борова шума, дабова шума и ниски жбунови, смрека, јасен, габер и така натака, но изобилува со убавини како ниедна друга општина. Македонски Брод е место што се наоѓа на надморска висина 538 метри надморска висина кај мостот, односно прелазот преку реката Треска, а потоа надморската висина е се пониска и климатските услови вака одговараат и за лето и за зима да има благопријатна клима. Бидејќи желба ми била од порано да направиме една ваква документарна емисија, да ги посетиме убавините што ги создала природата и убавините што ги создал човекот, токму затоа ние денес на 11 септември 1999 година, во овие попладневни часови, се одлучивме да посетиме, да почнеме со посета на тие природни убавини. А една од тие природни убавини, тоа е и пештерата Пешна, која што се наоѓа испред нас. Пештерата Пешна е навистина една знаменитост која што човекот ја користел со векови на свој начин и за своји потреби. Представувало едно заштитно место, представувало место за домување, представувало место каде што требало во невреме да се склони човекот, па дури и цели семејства, односно околните села, да бидат заштитени од разни неприлики, односно
од насилства што биле вршени или пак од други некои елементарни неповоди. Токму ова место каде што ние сега се наоѓаме, вака погледнато на прв поглед може да се рече дека и ништо не представува. Но ако погледнеме малку подобро, ќе забележиме дека во овој дел, односно на исток од нас, води еден од краковите на старите трговски патишта од патот Вија Егнација, кој што преку долината на реката Треска се поврзува со Полошката низина, а потоа преку Барбарас кон Пелагонија, Пелагониската низина, кон Воден Лерин и кон Солун, или пак преку Плетвар кон Кавадарци, Неготино, односно по Вардарската долина, повторно кон Солун, а потоа за Цариград. Значи представува еден крак, еден дел од тие трговски патишта, споредни трговски патишта на главниот пат Вија Егнација. Дека е стварно тоа така, ни сведочат остатоците од тоа време, односно трговскиот пат кој што е и денес сочуван, поплочен, дури во ширина од 3 до 4 метра, за да можат слободно запрежните коли да се движат по него и да се пренесува робата преку превојот Барбарас. Еве сега, бидејќи сме на исто во ова место каде што треба да одбележиме, ова е еден локалитет, археолошки локалитет, на кој што на мнозина и не им е познат, бидејќи веднаш од спротивнава страна, наспрема нас, има некропола, која што некропола не е извршено целосно истражување и не се знае целосно историјатот од кога датира, но се знае дека токму на тоа место биле погребувани еден дел од сиромашното население, додека во непосредна близина од нас ќе забележиме една раскошна гробница во која што биле погребувани властелините, односно богатите, а тоа ќе може да се види кога и таму ќе пристигнеме. Некропола која што ни покажува еден свод изработен од керамички плочи, и ова било место каде што се погребувале еден дел од поимотните, побогатите луѓе, но за жал дивите копачи на злато си го направиле своето, па дури успеале и истата таја да ја разурнат, да ја оштетат, не знаејќи какво зло прават на археологијата и општо на остатоците од минатото.
пештарата Пешна, една стара палеолитска родовска населба. Ако знаеме дека првите живеалишта на човекот од палеолитот биле пештерите, еве тукму една од тие пештери, тоа е и оваа. Ова било место каде што луѓето живееле, било место каде што се раѓале, живееле и заеднички умирале, но низ еден долг временски период, не само во праисторијата, туку и во подоснежниот период. А дека е стварно така, не говорат и остатоците што можеме да ги забележиме на овој простор. Еве еднаш изнадна